Условни казни за тројцата полицајци од Кочани кои по акција во дискотеката Пулс во 2023-та повеле прекршочни постапки против непостоечко правно лице. Но ниту тие, ниту нивните адвокати не дојдоа во Скопскиот кривичен суд да ја слушнат објавата на пресудата, која судијката Лидија Петровска ја прочита пред единствено присутните новинари. Кире Богатинов и Горан Лазаров добија условна казна од 1 година затвор која нема да се изврши ако во следните 3 години не сторат ново кривично дело. А поранешниот командир на полициската станица во Кочани Александар Темелков доби условна од 2 години ако не стори ново кривично дело во следните 4 години. Во образложението судијката Петровска рече дека тие во записниците внесувале податоци врз основа на општо познат факт дека Дејан Јованов Деко е собственик на дискотеката Пулс, наместо врз докази. Како пресудна улеснителна околност за изборот на овој вид санкција, судот го ценеше фактот што обвинетите претходно не се осудувани, семејни луѓе се, но пред се, тоа што нивните дејствија не резултирале со непосредни штетни последици, што би можеле да се доведат во директна причинско-последична врска со настанот во дискотеката кој предизвика последици од ненадомеслив карактер. Иако констатирале прекршок, тие не утврдиле кое правно лице ја врши дејноста, ниту кој е одговорното лице во тоа правно лице, бидејќи не извршиле увид во соодветна документација. И тројцата претходно негираа вина. Според нивната одбрана, при акциските контроли тие немале обврска да бараат лиценца за работа. Ова е прва судска пресуда за предмет поврзан со дискотеката Пулс, каде лани во пожар животот го загубија 63 лица, а над 200 беа повредени. Уште 2 предмети се водат пред кривичниот суд во кои се опфатени полициски службеници. Во едниот обвинети се 9 лица околу издавањето на согласност за издавање на лиценца. 13 полициски службеници пак ќе одговараат бидејќи и покрај акцискиот план на 16 март не спречиле активирање на пиротехниката во дискотеката Пулс.